Добро вечер, вие сте со 24 анализа, вечерва со мене Менчата Насоваточи. Албанија и Србија прогласија епидемија на морбили. Постои ли опасност епидемија да букне и кај нас? Дали намалениот опфат на вакцинација може да го запали фитилот? Во студиото со мене се професор доктор Драган Даниловски, епидемиолог, универзитетски професор и поранешен министар за здравство, Александра Грозданова, професор на фармацевскиот факултет и председател на Комитетот за имунизација, доктор Стефана Тасевска, специјалист педијатар во пензија, и професор доктор Кети Ставрич, педијатар, имунолог и директорка на клиниката за детски болести. Добре дојдовте на сите. Епидемија на морбили во соседството. Во Србија 8 луѓе починаа, меѓу нив и трудница и здравствен работник. Заболени се околу 3000 луѓе, Албанија 186, 400 сомнителни и 2 смртни случаи. Во Албанија карактеристично е тоа што се сите на возраст скоро сите на возраст до 1 година. Ситуацијата во регионот е алармантна. Дали постои опасност епидемија да букне во Македонија? Секогаш постои. Например, во оваа година, 2018 година, во Скопје се регистрирани 3 случаи, од кои што 2 се импортирани од Србија, еден од Ниш и еден од Врање. И обата случаја наши, кои што биле таму на гости па се вратиле и ја донеле болеста тука, се во ред, но не биле вакцинирани. Едниот болен е 94-то годиште, кој што бил уредно вакциниран, навидум, меѓутоа испадна дека се заразил. При последователно тестирање се покажа дека е наодот така наречен еквивокален, што подразбира дека кај него сероконверзија при уредното аплицирање на вакцините, дека едноставно не се развил доволно висок титар, така наречен заштитен титар на антитела, специфични за болеста. Тоа е нешто што јас после уште еднаш би сакал да го кажам. Зошто е тоа така и дека всушност ние никогаш не знаеме, иако зборуваме секогаш дека опфатот ни е толку или онолку и инсистираме на опфат преку 95% и слично, ние всушност не знаеме кај колкав дел вистинска заштита е постигната. Но тоа е веќе друга тема, мислам дека треба да спомнеме. Дали заразените, заболените во Србија и во Албанија имали податок дали биле вакцинирани? 94 или 95% се невакцинирани, од една страна, или се со некомплетно вакцинирани, или со непознат вакцинален статус. Така е тоа објавено официјално. Ние минатата година имавме слична, не баш таква драматична ситуација, но имаше слична ситуација. И тоа е дефинитивно логична последица на она што значи долгогодишна антивакцинална кампања. Тоа ќе прозбориме понатаму за тоа. Од сите слоеви. Стручњаците во Србија велат дека причината за избивање на оваа епидемија е нискиот опфат, што во Србија бил некаде околу 80%. Колку проценти е тој? Сега околу 50%, затоа изби 3290. Медиумите така јавуваат, да, дека 3290 точно до 8 март, до денес. До денеска. Од таму некаде од октомври минатата година. Колкав е опатот на вакцинација, кој од вас може да ми каже? Имате ли вие податоците или вие? Да, она што последниот состанок на Комитетот за имунизација беше презентирано, конкретно за морбилите, односно ММР вакцинацијата е некаде околу 86%, тоа се се уште оние груби бројки, меѓутоа поразително е што во урбаните средини, вклучително во Скопје, во 2 општини, тоа се Центар и Карпуш, е некаде дури под 70-62%. Тоа веќе значи дека сме во навистина ризична бројка, да, како што каже професорот, да овие податоци покажуваат дека сме веќе во состојба за појава на епидемија. И тоа не станува збор за рурални средини, за необразовани луѓе, тоа е тоа што градски луѓе. Тоа е тој фактор со кој што ние сега се соочуваме, всушност дека ако порано пред 10 години, можеби докторките подобро ќе кажат, сме имале непокриеност, односно помал опфат во руралните средини, сега го имаме во урбаните средини и тоа е поради промената всушност и на начинот на размислување на родителите кои што ги имаме тука. Еден сегмент кој што сериозно треба да подработиме и како во сегментот и на националната стратегија што ја планираме, во едукација на пациентите и на здравствените работници. Доктор Тасевска, кога почна да се намалува интересот за вакцинација? Вие сте сега во пензија, но не случајно сте тука.
Имате искуство, работевте на терен со деца, со родители. Кога точно почна тој тренд? Видите, прво благодарам за поканата и многу ми е драго што колегите тука се доста компетентни за да ја продолжат работата што ние ја завршивме со нешто одење во пензија. Оваа состојба почна негде пред 10 на 12 години, кога на овие простори, зборувам за просторите на Македонија, се појавија, не би сакала да звучи надмено, меѓутоа мешетари, кои почна да протежираат тези филозофии кои воопшто не беа издржани од научен аспект, односно она што ние медицинарите го велиме медицина базирана на докази, дека секоја една теза која вие ќе ја протежирате во јавност мора да биде издржана и докажана научно, за да може да обстои. Почна со не сакам да бидам погрешно разбрана, меѓутоа известната Сладјана која дојде на овие простори и шеташе по Македонијава и разглабаше тема која не беше базирана на научни докази, а многу родители се приклучија од секако, видите, вие мора да ги разбереме и тие родители кои се приклучиле, затоа што то беше толку така, да речам, како торнадо. Како се справувавте тогаш директно? Ви се одбива? Видете, да ви кажам, јас работев во здравствен дом Железничар и верувајте, првите неизини настапи, да речем, во трајање од негде 3-4 години, ние успевавме да ги амортизираме, што би рекла народно, за да може да не разберат гледачите, затоа што на вистина се уште имаше јак, да речем, здравствен систем, поддршка од Министерството за здравство, поддршка од детската клиника, поддршка од колегите, од, да речем, цела Република Македонија и немавме проблем. Меѓутоа, како се развиваше IT технологијата... Расте и стравот од вакцинација. Како се развиваше, велам, IT технологијата, како се отвараат тие форуми на родители, како секој можеше да напише на порталите на телефоните се што ќе му дојде до памет и за ништо да не одговара и никој да не го повика на одговорност, и сето тоа донесе до овие бројки кои ги кажуваат професор Даниловски и професор Грозданова. Добро, ајде да видиме има ли во тие нивни тези, тука немаме гостин, одбегнуваат да се појавуваат во последно време, но и јас не сакав оваа дебата, оваа емисија да се претвори во за или против вакцинацијата. Но има родители кои што тврдат дека нивните деца се разболеле од аутизам, добиле алергиски реакции, кај вас ги носат деца со компликации на клиниката. Имате ли такви случаи? Значи да, секој дете кое што има сомнение за несакана реакција се упатува на клиниката за детски болести, каде што постои посебен одделение, оддел постои за поствакцинални реакции. И тој оддел постои више 20 на години. Меѓутоа, факт е дека, да кажам, во 90-тите години Македонија беше пример за високиот офат на вакцинација. Имавме јак здравствен систем, имавме јака педиатриска фела и единството на здравствените работници уствари резултираше со тако висок офат. Оној момент кога почна да слабе здравствениот систем и кога и ние, здравствените работници, почнавме да се вклучуваме во овие сомнежи за вакцините, тогаш ги збунивме родителите. До некаде и не се само медиумите, порталите, тие кои што IT форумите, има и здравствени работници кои што ги застапуваат тие, ги поддржуваат тие тези и многу често тие родители на крај сепак ќе дојдат кај нас на клиника за консултација во имунолошка амбуланта затоа што се збунети. Затоа што они имаат
информации добиени од здравствени работници за штетноста на вакцините, за поврзаноста на вакцините со разни заболувања. И тоа не збориме толку многу за она за право антивакцинално движење кај родителите. Меѓутоа е збунетоста на родителите. Несакани реакции, значи секоја несакана реакција по закон мора да се пријави. Наша задача и посебна комисија постои и во рамките на Комитетот за имунизација, која што го проценува дали навистина е тоа реакција несакана од вакцината или најчесто е совпаѓање на некој инфект, на некоја друга состојба во која што се наоѓа организмот со примањето на вакцината. Вакцините даваат несакани реакции. Не можеме тоа да го негираме. Најчесто се тие локални реакции кои што се самоограничувачки, кои што поминуваат спонтано. Од типот на оток, на црвенило, локално на местото на апликација, некоја благо покачена температура, што е нормално, го очекуваме поради имунолошкото активирање и тоа е нормална реакција на вакцина на организмот. Оние несакани реакции, тешки, високи температури, грчеви, некои посебни состојби, значи тие се опишуваат од вакцина, меѓутоа тие се исклучително ретки. Значи збориме за 1 на милион вакцини. Ако вие споредите, значи секој лек има ризик за несакани реакции. Грчеви 5% од значи од 100 пациенти, 100 деца, 5 деца имаат ризик да добијат грчеви. А од вакцината од ММР, таа што се плашат, на 3-4 вакцинирани деца ќе добие едно. И сега, дали е таа склоност на организмот или е поврзано со вакцината, меѓутоа се опишуваат. Така да има исклучително ретки вакви тешки вакцинални реакции, кои што ризикот државата го свесно го сноси тој ризик. И се пишува во контраиндикациите на секоја вакцина. Професор, ке што содржат вакцините? Оправдан ли е стравот на родителите кога велат натре има алуминиум, натре има други компоненти кои што предизвикуваат аутизам, не знам, други болести, алергиски реакции? Па најпрво, вакцините сами по себе се една многу специфична категорија на ликови. Влегуваат во така наречените биолошки ликови, меѓутоа се добиени со обработка на микроорганизми. Значи, внатре имаме состав вирусни или бактериски частички и со самото тоа ги прави една многу специфична од аспект на производство. Веднаш да кажеме дека како производители на вакцини, за да се јави некој производител како добавувач на вакцина, односно производител, треба да задоволи на вистина едни високо ригорозни. Може би сегментот на производство на вакцини во фармацевската индустрија е највисоко контролиран и највеќе обезбеден. Не зборам локално, туку зборам во светски рамки. Тоа е така, тоа е под број 1. Второ, вакцините го потикнуваат имунолошкиот систем, имунолошкиот механизам. Може би еден од најкомплексните, за да така едноставно и лаички ги доживуваме како делуваат вакцините и што состав имаат. И третиот, можеби најдискутабилен, односно зошто ја имаме таа задршка, што се даваат на здрава популација. Вакцините, кога збориме за овие педиатриски вакцини, се даваат на деца со цел профилакса, односно да ги заштитиме од идни заболувања. И по тие три фактори вакцините навистина представуваат една многу специфична категорија на вакцини. Но ќе додадам четврти, ако некој од категориите на ликови го оправдале своето постоење децении наназад, тоа се вакцините. Без исклучок. И тука научната јавност нема двојба. Значи нема да најдете вие ни една научна студија во која што ви вели толку и толку вакцини има таков штетен ефект. Точно, примање на било кој лек со себе носи одреден ризик. Било кој, почнувајќи од наједноставните што сега можете да ги купите во нашите маркети. Составот на вакцините е многу јасно дефиниран. Производителот цела фаза, од почеток на синтеза до крај. Дали компоненти може да предизвикаат одредени болести? Еве конкретно ме прашавте за алуминиумот. Да. Ќе разговараме и за другите. Конкретно алуминиумот, количината на алуминиум што го имаме во 2, односно 3 вакцини, е 1/10 од количината што го има алуминиумот во прехранбените производи, на кои што ние секојдневно сме изложени, а да не кажем во козметичките препарати, каде што алуминиумот во облик на алуминиум хидроксид, сулфат или слично е присутен скоро во секој, да не кажем од
козметичките производи. Дополнително оној алуминиум или оние помошни материи, бидејќи тоа се помошни материи кои што се натре во вакцината во пикограмски, во микрограмски количини, се така наречени фармакопејски, односно со фармацевски квалитет супстанци. Тоа не е оној алуминиум кој што Што е разлика од поранешните вакцини до овие сега не зборувам петовалентни, шестовалентни во составот? И тие порано содржеа исто. Ние ќе разговараме со докторката која што кој 30 години вакцинирала, ништо содржале исто, туку сме имале сигурно сум неколку нивоа условно не толку квалитетни вакцини како сега. Како и се во фармацевската индустрија, секоја следна година или декада ви носи посупериорен производ. И овие вакцини сега се апсолутно посупериорни и подобри во однос на оние кои што сме ги имале ние, да кажеме, 50-те, 60-те години од Торлак или од Загребачки институт, кога тогаш се вакцинирало со нив. Сега ги имаме од реномирани производители и тоа е фактор кој што не се променил. Значи, со ДТП биле вакцинирани и нашите родители, и ние, и нашите деца сега. А стапката на аутизам, видите, како фактор, се менува. Ние во континуитет имаме исти степен на вакцинација, односно исти обсек, чак што више го зголемуваме со одредено време, а имаме раст на одредена состојба која што треба да размислиме дали другите фактори кои што многу се промениле, например социјалното однесување, односно општественото живење, например другите фактори кои што влијаат, многу повеќе се промениле отколку вакцинацијата и имунизацијата која што децении наназад е тој процес кој што се случува. Но сведоци сме кога во неколку наврати во државата во изминатиот период се везуваа нерегистрирани вакцини, вакцини што не се доволно клинички испитани, па прв пат се увезуваат во Македонија. Ние ги имаме тука податоците. Не сме имале нерегистрирани вакцини кои што се увезувале од земји надвор од Европска унија. Не, но ги задоволува условите. Имаше една вакцина од грип пред повеќе години, 10 години. Тоа не влеги во редовниот календар на имунизација, таа не беше педиатриска вакцина. Да, и ги помина сите услови кои што се бараат при регистрацијата на вакцината. Ние имавме вакцини од кога и се уште имаме, бидејќи нашиот правилник дозволува доколку тие вакцини не се регистрирани во Република Македонија да бидат регистрирани во една од земјите од Европска унија. И во истата таа земја да се користат тие вакцини. Значи, тоа е услов да бидат регистрирани во Република Македонија, во земјите од Европска унија, каде што во земјата производител се користат. Има ли можност уште ова кај нас да се испитаат во нашите лаборатории? Не. Апсолутно, не само во нашата. Не само во нашата. Контролата затоа ви го дадов и тој вовед да добиете представа колку се специфични вакцините како лекови, за да можете вие да определите дали навистина вакцината е ефикасна или не. Вакцината влегува, треба да провериме дали е зачуван ладниот кланец. Апсолутно се од моментот на добавка. Има можност, значи, не, што има можност, тоа ние сме законски обврзани да тоа го направиме. Професоре Даниловски, луѓето обично се чудат, во Србија 6-10 души заболеле, па е прогласена епидемија, во Албанија исто така. Кој е тој момент кога се прогласува епидемија? Се чудат од малиот број заболени, а еве државата дигнала бука и се прогласила епидемија. Што значи епидемија, во кој момент се прогласува? Видите, не е толку вкупниот број на заболени важен за да се прогласи епидемија. Ние постојано имаме минатата година околу 20 души се разболени кај нас, деца, па не е прогласена епидемија. Значи, битно е да се открие или да се осознае дали постои поврзаност, дали постои ланец на инфекција. Ако дојде до такво нешто, тогаш е многу известно дека тој ланец може да се продолжи, да се разгранува во семејни врски поврзани во тој контекст. Да, па дури во едно семејство ако има поврзани или во едно поширок еден амбиент, населба, кварт и така натаму, тоа е доволно за да може да се прогласи помало или поголема епидемија. Поврзаноста е основен критериум. Не толку не вкупниот број на заболени. Па еве да речеме во Албанија и на Косово е негде 200 заболени, во Албанија е 218, колку што можам да видам овде. Во Србија 3290 и таму и ваму секаде таму е прогласена епидемија. Во Германија исто така имаме епидемија. Таму на колку 60-70 милиони население има 115 заболени. Дали е задолжителна? Во Франција 115, во Германија се 919 од 2017 година и таму исто така прогласена епидемија. Таму е вакцината задолжителна за
не комплетно за сите, туку само но практично заради тоа што не можете дете да запишете во градинка и во училиште ако не покажете доказ дека е вакциниран. За 9 како е во другите земји од Европа, бидејќи родителите велат во сите федерални единици. Ние треба да имаме нашите, велат дека треба да имаме право на избор како тие во некои од европските земји. Дали сакаат или не? Во Германија не е мандаторна, не е задолжителна вакцинацијата де факто со некој шен, ама таму вели не можеш да го запишеш детето ако не однесеш потврда дека ти е вакциниран. И тоа се во Америка исто така, во сите држави на Соединетите Американски држави истиот принцип функционира. Во Италија не беше така. Дори 2012 година имаше еден бизарен, јас би рекол, настан во правосудниот систем. Еден суд во Италија досуди одштета на родители кои што успеава некако наводно во судската постапка да докажат дека наводно детето после вакцинирање со ММР вакцина добило аутизм и добиваат одштета. 2012 година тоа и тоа пукна како огромна една вака поддршка, да речем, настан кој што даде промоција, буст еден поттик страшен на антивакциналното движење, а ама 2015 година, 3 години после тоа, тие ја повлекоа пресудата и на неречено се извинија пред јавноста. Веднаш после тоа, Италија презема ригорозни мерки за да прогласи, да донесе закон, и тоа сега од 2018 година, да ги направи задолжителни вакцините, оние сите кои што се и во Словенија. Словенија во цела Европа, во рамките на Европска унија, поседува најригорозен систем за задолжителни вакцинации, 9 заболувања, исто како кај нас, со тоа што кај нив ситуацијата епидемиолошка е најповолна. Тие имаат опфат во просек негде преку 85% на генерална основа и не се задоволни, сакаат тоа уште повеќе да го промовираат, ама таму никој не се буни. Таму населението е свесно дека таквата задолжителност, ако да речам, што општеството го наметнува државата за популацијата, за населението, е нешто што е кондицио sine qua non, нешто услов без кој што не се може ако сакаш да живееш во колектив. Ако не сакаш да живееш во колектив, оди живеј на пуст остров, па немој да се вакцинираш. Така што ако живееш во колектив, мораш да се повинуваш на правилата на игра што важат за колективот. За општото добро е над доброто на поединецот. Тоа е дефинитивно така. Луѓето што се против вакцинацијата, што не сакаат да ги вакцинираат своите деца, велат како можеме да ги заразиме вакцинираните. Колку штити вакцина? Можеме. Како можеме? Ај објаснете. Пак не прашувате. Да, вас, кој сака од вас? Може. Видите, јас начнав во првиот одговор нешто, не е секогаш сигурно, не знаеме всушност, тоа е една црна дупка и од епидемиолошка гледна точка јас од секогаш инсистирав, ама за тоа нема пари, знаете, не само нашата земја, туку нема и други побогати држави, да се врши така наречено поствакцинално тестирање на титарот на антитела кај вакцинираните, за да се види дали сите што добиле вакцина, односно што се комплетно вакцинирани со две вакцини, дали кај нив навистина се развил заштитен титар, односно тоа е концентрација на специфични антитела против одреденото заболување, независно дали е морбили или паротит или е рубела. Има 1% кој што се објаснува со генотипот, со антрополошки карактеристики специфични на реципиентот на вакцината, на особата, кај кој што не се развива. Едноставно организмот нема реактибилност таква имунолошка за да развие заштитен титар на антитела. А вие сте го вакцинирале, штиклирање таму, маркирање дека е примило тоа дете и таа особа вакцина, а всушност не е доволно заштитено. Таквите, еве овој сега во Скопје 94-то годиште што е разболен од Ниш или од Врање, од каде дошол, свесен дека е вакциниран, всушност се разболел. На тестирање се покажува дека недоволен титар на антитела има заштитни. Она што треба да се прави и што школски, да речеме ние епидемиолозите, односно на катедрата го предаваме на нашите студенти, е дека, а и ние сме го учеле кога сме биле студенти, е дека е задолжително нешто као стручна постапка, процедура од
откако ќе направиш кампања за вакцинирање, имунизација, после одреден период откако се смета дека е доволен 2-3 месеца дека се развила заштитен титар на антитела, да се изврши контрола. Ама не контрола на сите. Туку врз основа на така наречено примена на метода на примерок, репрезентативен примерок. Тоа во статистиката имаме израз. Во стратегија треба да се внесе, тоа е нешто што е многу скапо. Па не е скапо затоа што ако практикуваме ние. Ако го земете вие овој метод да го употребите со така наречено рандомизирано проучување, со случаен избран репрезентативен примерок, значи од вкупната маса вакцинирани, да се земе, да кажеме, 5 или 10, тоа може точно големината се пресмета. Ако се на 100.000 вакцинирани, да земете да речеме 10.000 или 5.000 деца да ги вакцинирате, да ги тестирате, се зема крв и се определува лабораториски титарот на антитела и се гледа колкав дел од нив е заштитено. После има метода статистичка од тоа што се добива од примерокот да се екстраполира резултатот за целата популација што била опфатена со Зошто кај вакцина. нас И тоа може со дефинитивно со висока веројатност, во некои граници на веројатност, така наречена интервална доверба, да се определи во вкупната статистичка маса или популација колкава е пропорцијата што така, се заштитени. Зошто кај нас не се? Тоа не се прави затоа што велате скапо. Вие бевте едно време министер, а сте од епидемиолог, од струката сте можеле да предложите. Јас разговарав со некој од градски завод, а тој рече може само на индивидуално барање, инцидентно, некој што така му е желба од причина што ќе оди во загрозено подрачје, да самиот си побара на свој трошок, очигледно, да побара такво тестирање. Меѓутоа, без оваа поставка, постфестум, после кампања на вакцинирање, ние практично сме со затворени очи и немаме свесност дали реално се високи или ниски ризиците. Опфатот со вакцинирање не зборува ништо. Ние не знаеме кај колков дел народски, да се изразам, се фатила вакцината. Ете сега се ви кажа. Ни кажавте, но морам да ви напоменам, вие може би се сеќавате, имаме и дупки во вакцинација на неколку генерации деца. 90-та, родени 91-та, 89-та. Дали беше против заушки или како се сеќавате? На тезата на професор Даниловски, не би се сложила дека дали се фатиле или не се фатиле. Дека таа вакцина направила помак во имунолошкиот статус на секој вакцинирано, тоа стои и нема дилеми. Заштитен титар. Неспорно, меѓутоа, затоа ние кога ги пречекуваме младите родители, ние во ниеден момент не кажуваме дека вакцината штити 100%. Ние велиме вакцината се дава за да се активира имунолошкиот систем за утре, кога ќе дојде организмот во контакт со некој од причинителите на тие болести, да биде веќе спремен да може да влезе во борба. Меѓутоа, и да заболи, и ние тоа многу јасно и децидно го кажуваме, дека и да заболи организмот од одредена болест, голема е разликата дали ќе заболи вакциниран или невакциниран организам. Вакцинираниот организам и колку да малку се фатила вакцината, веќе има одбранбен организам кој почнал да делува. А невакцинираниот е табула раза, останува како најранлива категорија и тој ќе излезе од борбата со последици. Какви ќе бидат, никој не може да предвиди. Од најминорни до најголеми последици, да речеме. Меѓутоа, ова што ме прашавте вие за да се вратам на дупките во вакцинациите. Што со тие возрастни деца сега кои што имаат по 28-29 години? Ние во нашиот здравствен систем, велам, имавме вонредни да речам,
Да, но ова се откри пред неколку години кога имавме епидемија, не знам дали беше прогласена епидемија на заушки. Беше таја што ги натера здравствените Да, работници да ги прочачкаат по вртиме картоните, да. дневниците вакцинални и да ги повикуваме сите тие кои не се вакцинирани, а многу од нив доваѓа и своеволно, и ги вакциниравме. Како е да се прими вакцина на 30 години, на 20 години? Ке прими. Не е спорно. Поарно да прими и на 30 години, отколку да дојде во контакт, па да остави големи последици. Дефинитивно. Повозрастните, особено за морбилите, многу потешко ги поднесуваат, зборувам од праксата што сме ја имале. Меѓутоа, тие вонредни вакцини во 3-4 бранови беа, така да то беше сега да не зборуваме што било од здравствените власти, зошто дозволиле, зошто дозволиле тогаш, да речеме, таа година, дали немало доволно набавка на вакцини, јас ја не можам и да се сетам уназад негде 15-20 години, апсолутно, неспорно. Меѓутоа, ние не треба да ги повторуваме грешките од минатото. Заради тоа треба сега, да не ме сватите дека јас сега попувам затоа што сум од оваа дистанца пензионер и мене ми е полесно, меѓутоа, верувајте, апелирам, тука се професор Гроздановска, професорот, не знам како е за пензионирање, млад ми дел, докторката, директорката на детска клиника, сите се тие помлади, апелирам да работат многу, затоа што на вистина многу сегменти од здравството се веќе, да речам, доле. Треба многу работа, многу работа за да се крене. Што го кажа докторката. И спомена да ги пролистаме дневниците на назад и да видиме кои деца се вакцинирале или не. Оно што може да го најавиме е дека сакаме вакциналниот статус, односно состојбата за вакцинација, да го внесеме во она што значи електронско водење на досието на секој од пациентите. Комитетот за се на оние чекори кои што сме ги детектирале како слабост во системот, да пристапиме кон решавање. Тоа значи дека конкретно за оваа ситуација да не може да не знаете детето дали е вакцинирано или не. Значи, исто како што имаме сега здравствен термин со моите... Добро, се водеа картончиња, тие картончиња или постојат или не постојат. Ама ние стигнавме до тоа дека картончињата ги има или не, и во се напреднавме, а некако ги листаме дневниците се уште 2018 година. Постојат тие дневници? Постојат дневници, така се воведува, да. Тоа се огромни дневници кои, верувале или не, многу е битно кој ги води. Така е. Многу е битно кој ги води. Оти, ние како доктори работевме, ама придружната служба, тоа се сестри, овие патронажните сестри кои одеа по терен, исто така, голема работа за да ги приберат податоците, па после да ги презентираме и епидемиологијата и статистиката да може да ги срочат во кои од овие болести што ги вакцинираме во редовната вакцинација се најзастрашувачки или тука не правите разлика? Сите се застрашувачки и затоа се воведени овие вакцини, затоа што сите, кога збориме за детска возраст, посебно во малата детска возраст, може да бидат и смртоносни. Ја би се вратила она што збореше професорот за имунитетот. Значи, имунолошки, детскиот организам, секој дете е индивидуа сама за себе. Ние велиме, во просек до 3-4 година созрева имуниот систем на детето. И затоа е таа разлика во тоа како кој дете ќе одговори на вакцината. Некој ќе одговори подобро, некој ќе одговори послабо. Кога збориме за ММР вакцината, затоа има и две вакцини, значи децата примаат вакцина на 12, на 13, на 12 месеци и втора доза на 6 години. Кога веќе очекуваме ревакцина, кога веќе имунолошки организмот е веќе созреан и таа втора доза ќе потикне и кај тие кои што има послабо создаден имун одговор на онаа прва вакцина на 12 месеци, ова ќе потикне и ќе создаде поголема количина на антитела заштитни кои што ќе
ќе го штитат организмот, но да бидеме свесни дека човечкиот животен век се продолжува. Значи и тој процес на тие антитела со старењето на организмот опаѓа, така да затоа сега се повеќе и повеќе се зборува за имунизација на возрастните. Затоа што тоа значи дека ние што седиме тука сите, ако живееме 100 години, ќе мора повторно е она, ќе бидат лесни форми. Лесните форми ќе бидат. Нели опаѓа после 10 години паѓа во некој на некој минимум, а сепак трагата на тој антиген е во нас присутна и колку и да се случи инфекција, клиничката слика нема да биде онака каква што би била ако сме скроз не вакцинирани. Вие ми спомнавте кога разговаравме пред некој ден и некоја последица која што може да се јави после 10 или 20 години. Добро ме подсетивте, мислам дека тука сега за тоа прв пат слушам. За тоа може да кажем, а јас само сакам да констатирам или не сум видел, или тоа не се пишува намерно, не знам, или не знаат тие што треба да пишуваат. Простете, новинарската фела. Добро, не се информирани. Не сме медицински лица. Ние пишуваме, пренесуваме тоа што вие ќе ни кажете. Се спомнуваат компликации. Да речеме, падот, уривањето на имунолошкиот систем кај морбилите е драстично, брутално, различно и многу поголемо, коригирате ме ако не сум во право, споредба со другите истипни грозници, рубеола и не знам што. Организмот станува при инфекција со морбили практично табула раза за еден куп компликации. Па затоа се накалимуваат бактериски инфекции, се случува да речеме оглобување, ослепување, евентуално енцефалит може да се јави. Кај 30% бронхопневмонија се јавуваат во просек. И сега тоа е нешто што се спомнува постојано, се потенцира дека ако се случи болест, ќе се јават тие такви, може ли се јават тие компликации. Во споредба со вакцините зборуваше професорката дека се далеку поретки и полесни нус-ефектите, ама никој досега не промовираше една друга работа, што како темпирана бомба демне над оние кои што регуларно, да речем, природно ја прележале болеста морбили, било кога во животот, ама пак ќе речам, никој не кажува дека постои доснежна една реакција која што се јавува од неколку месеци до 40 години после прележувањето, а се вика постморбилозен субакутен паненцефалитис. Така му е називот, кој што редовно завршува со смртен ишод. Исто како рабијата, исто како беснивот. За 4-5 дена вие сте аут. Сте мртов. Страшно. Зашто имунизацијата што никој не го промовира. А само да напоменам, таква последица доснежна зашто може да се јави после многу години. И не знаеш што ти се случило. Нема кај вакцините. Ако се вакцинираш, такво нешто нема. А ако прележиш болест, не знаеш дали ќе те стрефи. Сега тоа е редок настан, ретка компликација, еден на 500.000 некаде може и повеќе, ама опишана е. Зашто е важно зашто ние ги вакцинираме децата првата година? Најголем број од вакцините, затоа што тоа е најчувствителниот период кога децата кои ќе се родат првите месеци се заштитени од антителата од мајката и после тоа едноставно имунолошки ги губат и се наоѓаат во еден период кога имунолошки се апсолутно незрели. Во таков еден период, ако детето заболи од било кој од овие заболувања, може да бидат смртоносни тие болести. Затоа се инсистира да се даваат вакцините во овој период. Од една страна, вакцините стимулираат созревање на имуниот систем кај детето. Има студии кои што покажале деца кои што се вакцинирани побрзо созрева имунолошкиот систем однос на тие кои што не се вакцинирани, а од друга страна потикнуваме специфичен имуноодговор да создадат за овие болести за да ги заштитат од тешки компликации или и од лош исход од овие заболувања. Последниве 2 години ми се чини се воведени 5-валентните и 6-валентни. Така? Нели е сега тоа на бомбардирање на организмот со 5 или со 6 вакцини одеднаш?
Има и такви тези. Има и такви тези и тоа доста често се едно од зашто што ги Дали загрижува големо родителите. оптеретување за организмот на така мало дете? Не, значи они и претходно ги примаат тие вакцини, само што ги примаат размак, раздвоено. така. Меѓутоа во исто време. А она што го рече и професорката, значи со развојот на фармацевската индустрија, количината на антигените во овие денешни вакцини современи е многу мала, минимална, значи се доаѓа токму до оној прочистен дел кој што е специфичен за да предизвика имун одговор, за разлика од пред 20-30 години, кога тие вакцини биле оптеретени со многу повеќе антигени. И ако ние ги споредиме денешните вакцини со тие претходните, овие се многу помали количини вкупно од сите вакцини што ги прима детето, се 1/10 од тоа што сме примале ние кога сме биле вакцинирани како деца. Така да тоа не е, да речеме, бомба. Да не заборавиме дека колку ние имаме бактерии во нашата во цревата на бебето. Во цревата, тоа се бактерии. Тоа се милиони бактерии кои што ги има. Значи, организмот е изложен на голем број на такви антигени, така да вакцините, 5-валентни, 6-валентни, као количина на антиген, е минимална во однос на она што организмот на детето доаѓа во контакт. Јас ќе кажам една практична работа. Ние луѓето сме многу интересна категорија. Борба, да речам. Кога беа 11 месеци, секој месец вакцина, не им се угодуваше на родителите. Вика, добро, докторке, секој месец идеме кај вас и го вакцинираме детето. Ајде се направи таа антивакцинална кампања, се направија усилби, веќе немаше каде, макар да требаше и порано. Се донесоа 500-600 валентните. Сега кога дојдоа, вие стварно треба тоа човек роман да напише, кои маки ги имавме во советувалиште за да ги убедиме да ги примаат 500 и 600 валентните. Истите тие кои се бунеа, зошто секој месец го носат своето бебе на вакцини, сега вика, па докторке, дај се од старите вакцини, вика, зашто овие 5 наеднаш, 6 наеднаш на ова мало дете, апропо ова што го кажа професорка Вакети Ставрич, викам, на вистина треба да седнеме и да разговараме. И верувајте, нашето време, кое го поминувавме во ординациите, повеќе од половина беше на убедување и актуелни разговори. Меѓутоа, тоа мораше да се случува за да едноставно ги доведеме во ситуација да се убедат дека за нивното дете е бенефит ако биде вакцинирано. Велам, на вистина многу труд и многу работа. И уште еден апел до сите здравствени работници, посебно до министерот, да ги актуализираат состојбите со педиатрите оти. Не велам дека другите сегменти од здравството не треба да се ажурираат, меѓутоа кај педиатрите е алармантна состојбата. Па немаме педиатри. Јас ќе ви кажам дека во нашиот пункт за имунизација во здравствен дом Железничар, морам да кажам дека е жално тоа што се случува. Само еден ден во неделата доваѓа педијатар од друга институција и вакцинира по 2 часа. Тоа е недозволиво во 21 век. Тоа е одраз, веројатно, на ситуацијата одраз на немање на педиатри, а зошто ние го дискутиравме овој, ја дискутиравме оваа тема и пред да дојдеме кај вас на емисија, зошто? Затоа што Министерството треба да навлезе малку повеќе во менаџирањето на овој проблем. Оти, верувајте, проста математика е, ни еден млад завршен доктор на медицина нема да дојде во Железничар, зборувам карикиран како пример, да дојде да работи за 500 евра, за 30.000 денари, а има опција да работи како матичен доктор со 1000 и 1200 пациенти прикрепени и да зема 1:4 пари од фондот.
прво нема да даде 10.000, 12.000, колку е сега специализацијата од свој джеб. Второ, нема да се изложува на уште 10 години дополнително едуцирање, а веднаш вака завршен може да ги зема. Суштината е што толку долго време и немаше специализација и беа страшна работа ни се случува и верувајте, верувајте дека тогаш се пропагираше еден период дека педиатрите не се потребни. Сите се ова сегменти од различен аспект како вакуум што се има појавено во целокупниот здравствен систем. Треба да проговориме и во однос на тоа дека се изгуби довербата генерално во здравствениот систем како функционира. Вклучително прво да ги оправдаме родителите. Ако слушнавте што ние тука како многу добри познавачи на оваа проблематика го дискутиравме, може да замислите како тоа изгледа за лаички родител кој што утре треба да го однесе своето дете на вакцинација. Апсолутно се чувствувам со нив. Ние сите сме прво родители, а потоа сме оно што го работиме. И затоа артикулирањето всушност на здравствениот сегмент, на здравствените работници, на здравствените авторитети е многу битно. Едукацијата на населението. Професорот спомена во Германија, во Холандија. Иако не е задолжително, знаете која е стапката на вакцинација? Над 95%. Тоа значи дека популацијата таму го препознала бенефитот од вакцинацијата, дури и кога не е задолжително. Современите здравствени системи ја пропагираат вакцинацијата како најголема здравствена придобивка. Значи, немаме спорност. Ние тука го детектираме и тоа. Се расшири антивакциналната кампања и социјалните... Рековте дека тука имаат влијание и здравствените работници. Дополнително тоа, ова што го кажува е повторно сегмент во здравствениот систем. Ние сме ги оставиле и сме ги заборавиле условно тие сегменти на превентивната медицина. Тоа е сегмент кој што сега го детектираме, тоа се неколку карики алки. Почнувајќи од какви вакцини имаме и сме имале, до моментот на оној што работи во диспансерот за давање на вакцините. Тоа ви се следственост на работи кои што доведуваат до оваа бројка од 62%. И дека ние реално вирусот веќе го имаме и се движи меѓу нас. И дека не треба да дочекаме ситуација каде што ќе имаме епидемии или смртни состојби, како што ова што се случува во Србија или во околните земји. Еве го, знаете, дополнително се сменја некои демографски моменти, патувањето, движењето, мигрантите. Па вие сега во Шведска имате туберкулоза. Шведска во редовниот календар, нешто искоренето, ни никогаш не имале на тие простори, сега воведуваат вакцинација. Значи, менувањето на општествените и социјалните фактори многу влијае врз она што значи вакцинација. Треба да го пратите во чекор. Нашиот календар, рековте, оптеретени со многу. Ние сме меѓу календарите со помал број на вакцини во однос на сите европски. Немаме X вакцини кои што се надеваме дека ќе ги имаме, кои што се апсолутно вие да вакцинирате едно дете за стрептококна инфекција, која што има 4 до 5 пати во текот на годината инфекции, да може да добие вакцина и да го обезбедите тоа. Тоа не само што има клинички, терапевски, педиатриски аспект, тоа има фармакоекономски аспект. Вакцините го оправдале своето постоење од тој аспект, се што можете да превенирате преку таков начин на превенција, наместо да го третирате после тоа, е од секаков аспект пооправдано и поисплатливо. Што е со приватните болници? Таму не се вакцинира, но се има педиатри. Вакцинираат там? Како не се вакцинираат? Приватните болници не. Не, на лутиот ден на раѓањето добиваат. Добро, само при раѓањето ги добиваат. Говориме за другите вакцини, значи. За другите вакцини би сакала тука да потенцирам, добро е што го потегнавте тоа прашање. Ние тука е доктор Кети Ставрич, јас лично сум инсистирала, меѓутоа тоа не може индивидуално некој да го направи, тоа мора пак здравствениот систем, министерот, здруженијата, специјалистичките здруженија. Ние, кога се прошири оваа антивакцинална кампања, ги повикувавме, тоа се наши колеги, јас немам ништо против нив, комуницираме и денеска и со нив и соработуваме. Меѓутоа, не можев ни тогаш, а не можам ни сега да си објаснам зошто, дали некој клиентелизам беше во прашање, кога нас ни доваѓа од таму децата кои по приватните родилишта одат, ги примаат тие вакцини и потоа ги прифаќаме ние. И кога ќе инсистираме ние зошто не доваѓате редовно на вакцини, па знаете, педијатарот ни кажа да ја пролонгираме малку таа вакцина. Ама зошто?
ќе се јавиме кај колегите. Ама знаеш, тој е бизнисмен, тој е ваков, то се работи кои не се издржани, кои не треба да ни се случуваат. Значи, вилата е на многу места. Мислам, Тоа не се случуваше само со приватните. Мора да кажеме дека и во нашата фила за вакцините. Кога јас конкретно ќе кажем зошто не го носите детево на вакцина, пролонгирате. Ама знаете, тој доктор ни рече и сега ја ќе му речем добро, колега, зошто правиш вакви? Мислам, ајде, ако може би јас не знам, убеди ме ти во нешто што знаеш ти повеќе, па да се убедам и јас да знам дека не сум во право да се коригирам од ти. Само така низ размена на мислење може да стигнеме до некој успех поголем. Ама вика, знаеш, не, тој бизнесмен е и така не, тоа не е оправдување за вашата да речем личност како педијатар, како колега, како не мислам тоа е, верувајте, не може да се објасни. Да, ми асоцираат многу работи што сакам да ви кажам, ама терете се вие по ваши, ќе дојдеме. Околу тендерот за вакцини. Вие сте во председателството на комитетот за имунизација. Да, меѓутоа тој тендер не е во рамки на активностите. Но знаете, да. Знаете, веќе тендерот истекува, какви вакцини примаат децата со првата генерација на 5-6 валентни што ги примија, дали беа добри? Абсолютно. И какви вакцини тендерот ќе биде распишан тендер? 2016-2018 завршува сега. Во тој период ние добивме вакцини од реновирани, значи производители, се користат производители од типот од Франција и од Белгија. Имаме неколку вакцини кои што се од Бугарија, значи ги задоволуваат сите услови кои што треба да ги задоволуваат. Сега за понатаму се надеваме дека исто така ќе ги имаме. Дали квалитетот ќе биде или ќе биде пресудна цената? Вакцините во моментот, вакцините се уште е заради тоа што законот за јавни набавки на кој што подлежат всушност и лековите го предвидува факторот цена, меѓутоа за вакцините покрај цената ние имаме јасно дефинирани уште 5 до 6 други услови. Тоа е првенствено ова што ви го кажав, производителот да е од Европска унија, САД или Канада, регистриран во Република Македонија или регистриран во земјата од каде што доаѓаат со специфични така наречени quality control сертификати кои што потврдуваат за квалитетот на таа вакцина. Тие се контролираат во 2, односно 3 лаборатории во Европа. Дистрибутерот кој што ги носи треба навистина да задоволи еден низа на параметри. Од моментот ладен ланец, комори за нивно складирање, специјални монитори, односно детектори за промена на температурата, сето тоа е систем на менаџирање и добра дистрибутивна пракса од моментот на добивање на вакцината до моментот на давање. Не велиме дека во тој систем нема некаде аномалии, токму заради тоа ние се надеваме дека сега со следните наши активности ќе направиме едно комплетен скрининг по вертикала и по хоризонтала на тој систем. Како се одвива? По диспанзерите има фрижидерчиња, нема како се чуваат. Има фрижидера, има агрегати, дали има агрегати, имавме ние состојби и тоа се состојби со кои што морам да кажам и до сега успешно се справувале во целата околност која што имале на работење сите здравствени диспанзери каде што се вршела вакцинацијата. Квалитетот на вакцините верувам дека од аспект на лаичко познавање може да биде дискутабилен. Меѓутоа од аспект на професионалец не. Не сме имале ние спорност околу од аспект на квалитет на вакцина. Сме имале во однос на тоа како истото е презентирано, како е тоа артикулирано кон јавноста. Добар дел од тие работи биле и спекулации кои што за жал на некаков начин се пуштиле во медиумите и ги уплашиле родителите. Верувајте, оваа проблематика како што слушнавте не е едноставна да вие така добиете представа како тоа функционира вие кога ќе добиете вакцина. Во сето овој период транзиторниот сегмент на нашата држава рефлектираше и ви реков недоверба генерално во здравствениот систем. Ние имавме секакви состојби од аспект набавка на лекови, квалитет и во сето тоа и вакцините придружно го добија тој епитет на неквалитетни и слично. Ете, паралелниот увоз на лекови, па нели ни асоцираше на тоа дека може да се внесат паралелен увоз. И... Никогаш. Така да верувам дека токму поради тоа што вакцините се на едно највисоко ниво, знаете, не случајно вакцинацијата е национална работа. Така. Не се остава на интересот дали родителите сакаат или не, дали педиатрите и здравствените работници ќе промовираат или не. Од тука огромна е одговорноста кога еден здравствен работник свесно нема да промовира вакцинација. Одиме со реклами, па се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, говориме за вакцинацијата, за имунизацијата, говориме за епидемијата од морбили која што владее во некои земји од соседството и опасноста
да се прошири или да дојде и кај нас. Доктор Ставриче, во еден период овие 5-6 валентни што ги спомнуваме сега ги имаше на клиниката во одредена количина за одреден број на деца. Тоа беа деца поосетливи, високо ризични, но бевме сведоци дека такви вакцини пак се користеа и ги користеа и функционери, познати личности, деца на глумци, така да малку остануваат тие вакцини за ризичните деца. Веројатно знаете за тоа. Тоа сепак сите деца кај што имаше ризик за несакани реакции или кај кои што било евидентирано несакана реакција на вакцините што ги примале претходно, се обезбедува и се вакцинира со тие вакцини. Министерството ги обезбедуваше, доволно количини обезбедуваше за такви вакцини. Но имаше и такви што има и ден-денеска што си носат. Оправдувате ли тоа носење во фрижидерче од Грција, од Бугарија? Апсолутно не. Зошто? Поголем е ризикот да направите поголема билјак детето, отколку да го вакцинирате со секој од вакцините. Еве јас ќе ви кажам, доктор Стевка, моите деца 2 се вакцинирани со редовниот календар на вакцини, што се регистрирани во Република Македонија. И на сите, и на предавање кога држам, ги покажувам двете картончиња, односно двете книжки, бидејќи само така, кога ние ќе покажеме дека веруваме во системот и во она што го говориме, вистински веруваме, а не да промовираме едно нешто пред јавноста, а потоа во нашите ординации да дигаме раменици и да велиме не знаеме колку и какви се вакцините, иако за тоа треба да се едуцирате и правилно да се едуцирате. Имавме една состојба каде што и родителите и здравствените работници едноставно не сакаа да ги чујат професионалните и научните информации. Севкупната јавност беше ставена во една состојба на загриженост заради тоа што беа пласирани информации, вклучително и тоа. Но имаше и случаи во Кочани, колку што ја знам, кој што судски процес кој што беше добиен за едно дете, ми се чини добија оштета од 100.000 евра. Тоа најверојатно се случи. Да, со полио, оралната полио, и она што го рековме, значи постои ризик, еден на 100.000 вакцини ќе направи таква несакана реакција. И тоа е тој ризик што државата министерството го превзема. И тука поддржува, исплатува оштети. Меѓутоа, тоа е очекуван ризик од овие вакцини. Тоа се докажа, значи. Тоа се докажа. Значи има посебна, значи се испрати, се докажа во лабораторија од Светска здравствена организација, се докажа дека е резултат на сојот што детето го има примено преку вакцината. Меѓутоа, ја уште нешто би се додала. Значи, и ова родителите што идат во Солун или во Ниш или Врање да се... Значи, апсолутно нема оправданост за тоа, затоа што истите тие вакцини и ние ги имаме. Така да нема оправданост, истите производители, истиот квалитет се и тука што ние ги обезбедуваме во вакциналните диспанзери. Така да нема потреба и до јавноста да се иде вон од Македонија да се вакцинира. Затоа што сепак одговорноста кога тука детето се вакцинира ја превзема државата. Како да се врати довербата? Има ли Министерството, Комитетот некаква стратегија? Па и со самото тоа што почнуваме вака да се обраќаме, се надевам дека покажуваме желба, иницијатива, првенствено транспарентно да разговараме. Кои се вакцините, како се набавуваат, каков ефект имаат, вклучително да продискутираме и кои се ризиците кои што ги носат вакцините. Ние имавме пред неколку недели состанок на регионален на министрите во Подгорица, каде што првенствено овој проблем со кој што се соочува Македонија е регионален проблем. Овој проблем го надминаа Соединетите американски држави, западноевропските држави, некаде 80-90, еве ги сега кај нас. Регионално се направи прво цврста став дека имунизацијата ќе биде приоритет. Да се врати она што значи вакцинацијата и имунизацијата како општо добро. Да не разговараме за поединецот, туку да разговараме значи за популацијата. Дека треба да се превземат мерки за да навистина покажеме дека сме за квалитетни, за безбедни вакцини. Дека што сме се тие мерки, едукација, казни, првенствено тоа апсолутно се. Едукација на здравствените работници, враќање на довербата на здравствените работници и на родителите, правилни информации, посочување на правилни информации. Знаете, во неколку наши предавања постои, например, централен регистар на лекови, каде што секој од вакцините што во Република Македонија ви е закачена и ви стои составот на вакцините и нема потреба да шпекулирате. И кога ги прашувам родителите, сите тие веб страни ги наоѓаат, освен оваа која што е всушност најофицијална и најпрофесионална каде што се информациите ставени.
Говориме за вакцините, но не можам да испуштам, а да не ве прашам. Бевте министер од 99 до 2001, ако добро се сеќавам. И тогаш им отворивте сега. Говориме за вакцини за кои што вие велите дека се сигурни, тука ги спомнувам лековите, тогаш им отворивте војна на фармацевските, ајде, веледрогери, мафија, како ја нарековте, на октоподот, на жабокречината во здравството, како што ја нарековте. Ја добивте ли таа битка? Каква е ситуацијата сега според вас? Генерално не говориме само за вакцините, говориме за лековите, говориме за тој притисок од... Знаете како ќе ви одговорам? Мислам дека се работи за малигно заболување кое што се држи под контрола со хемотерапија, да не метастазира премногу. Постојано е присутно, не може да се елиминира, не може да се излечи, но се држи под контрола пациентот да не заврши фатално со повремени ексцесии и да не добие фатални неизлечиви метастази организмот кој што е нападнат. Сега ова малку јасно или фигуративно го кажав. Знаете што, од секогаш имало, не само кај нас, од секогаш имало тенденции таму каде што се работи со вносни производи, да има и голем интерес за криминогено однесување. И тоа е легитимно. Тоа е легитимно е за човек, за човек. Знаете како, има и вакви и такви умови, такви, онакви и вакви логики на размислување. Дали ние како општество некогаш ќе се справиме со тоа? Би требало тоа да... Знаете кога тоа ќе се случи? Ќе се случи тогаш кога криминогени типови ќе седнат на прави места, ќе нема да седнат на одговорни места. Или, ајде, многу е строг изразот. Јас се извинувам што на јавен медиум тој збор го употребив. Јас би рекол... Желбата за профит. Јас би рекол кога на вистински места би седнале, значи онаму каде што се decision makeri кај што треба да седнат, на клучни места во системот во државата, кога ќе седнат вистински интелектуалци, вистински познавачи на менеджментот здравствен. Не морам јас како министер да сум експерт фармацевт или да сум експерт педијатар или да сум експерт хирург, нели? Но морам да знам здравствен менеджмент и морам да сум свесен дека морам да соберам менеджерски тим од експерти чии што мислења ќе ми значат во донесувањето на одлуката политичка согласно позицијата политичка што ја имам. За министер за здравство зборувам. Истото важи и за било кој друг ресор. Истото важи и у војска. Командант на една војна единица може да биде, не знам, од кој да е род, ама тој има помошници на командантот кои што му даваат совети и така. Ситуацијата. Јас ви благодарам. Веќе го пробивме времето. Благодарам што бевте гости во 24 анализа, што вака исцрпно ни ги објаснивте работите околу имунизацијата. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Станете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно.